Ова е една активност на општината Бајрам Паша, која што е започната од 2005 година, а тоа е на балканските простори во текот на месец Рамазан, кој е месец на постот, да приредува ифтарски вечери. Во тој контекст и Република Македонија е во таа група, тука и Бугарија, Грција, Србија и така натаму. Една порака на солидарност, на братство, на единство, на заедништво, бидејќи Рамазан е познат како месец на постот, месец на доброчинство, месец на помагање на сиромашните, месец на помагање на сите граѓани без разлика на нивната национална и верска припадност, и ова е една порака од страна на Република Турција за ширењето на солидарноста, зближувањето на народите на овие простори. По тој повод и јас вечерва присуствувам на ова ифтарска вечера во Струмица. Има во Македонија 3 ифтарски вечери, едната беше во Дебреште, другата близу Скопје, но ова присуствувам ја. На едната од вечерите присуствуваше настојот министер и државниот секретар и така натаму. Намерата ни е со наше присуство овде и ние да им покажеме дека им сме благодарни на оваа активност, која што веќе 11 година постои на овие простори. На масите веќе може да се забележи дека ифторот веќе привршува и дека верниците можат, нели, после дадената молитва да може да вечерат. Од каде храната за се нахрани? Тие доаѓаат со своји кувари, со своја храна, ја готват во текот на денот и претходно имаат информации од прилика колку граѓани ќе присуствуваат, дури имаат и пообилна количина на храна. Така да, бидејќи веќе 11 години ја работа таа работа, тој конвој можеби има 50 луѓе во конвојот. Тука се разни кувари, други дејности што прават, тука се турските медиуми и така натаму. Така да не е проблем да обскрбат дури 1000 и 2000 луѓе, веќе имаат традиција за вакви работи. Ифторот што туку почнува, ифтар се вика кога завршува денот постот и се почнува со јадење. И после тоа, нели, приредуваат една вечера овде, нели, имаат бина поставено. Тука разни молитви и така натаму. Тоа е една традиција во исламската религија која се практикува од оснимањето на исламот до денешниот ден. И ние сигурно припадниците на исламската вероисповест ги практикуваме овие традиции и овие верски одредби кои што се пропишани од страна на Свевишниот Господ.